Почеста застапеност на дигиталните платформи и засилена рекламна кампања се едно од поважните фактори македонскиот туризам да го фати ритмот на високо развиениот и квалитетен туризам, сметаат туристичките експерти. Македонија е мала земја, ама сега со сите тие дигитални платформи ние може да се изрекламираме и да не види да сме отворени према цел свет. Мислам дека најголем предизвик е да се поставиме на тие платформи и дека тоа ќе ни даде најголема добивка. Дополнителен стимул во развојот на туризмот игра и локалното население. Зошто? Бидејќи Македонија е богата со места, луѓе кои што имаат уникатни хоби, имаат уникатни професии, занаечи и слично. Ако ги инволвираме ни повеќе во сето ова кое што го градиме како еден пакет туризам, ќе добиеме уште побогата палета на понуди за странските и за домашните туристи. Зошто туризмот е значајна гранка за источнопланскиот регион? Бидејќи туризмот е гранка која што индиректно или директно поврзува повеќе подгранки и е еден двигател на економијата во регионот и во државата. Така да се надевам дека од оваа конференција сите добивме некои идеи, некои заклучоци како заедно да функционираме. Но образбата е битен елемент за се она што ќе се замисли да се реализира, со цел туризмот да ги фати актуелните текови во развојот на туризмот воопшто. Не секогаш иновацијата е она која што се исплаќа на крај. Има и имитација која што успешно може да се пласира токму на нашиот поднебие, само треба да бидеме будни да гледаме. Значи, сум среќна бидејќи се потврдија дека сме на прав пат со студиските програми. Останува на нас како образован кадар да истражуваме повеќе, да реагираме онаме каде што е најпотребно. Ова меѓу другото денеска се слушна од панелистите на денешната 9-та меѓународна конференција посветена за справување со предизвици во туризмот во 21 век, чиј организатор беше Факултетот за туризам и логистика при Штипскиот универзитет Гоце Делчев.